Ви благодарам, председателе. И еве јас вака свичано ќе затворам оваа општа расправа со областа култура. Се надевам ќе бидеме културни до крај. Секако ќе се држам до мојата дејност, до мојата област култура, но ќе спомнам нешто и за буџетот одвоен за следната година во областа животна средина, како и во областа образование, високо образование, поточно и наука. И што да кажеме оваа година за буџетот за култура, и јас најпрво ќе започнам со констатацијата на Европската комисија, бидејќи во самиот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2023 година во делот за култура прво е детектирано континуирано намалување на буџетот за култура секоја година од 2017 година наваму. И ќе стигнеме до процентите, ќе стигнеме до тоа колку е намален и колку се повеќе и повеќе се намалува буџетот за култура. Но она што може да се каже е дека секторот култура согласно одвоените средства во буџетот за следната година воопшто како да не е перцепиран, оваа влада како да не е важна културата и предвиден е да биде дел или фактор, значи не е предвиден бидејќи е намален буџетот и со тоа се негира постоењето на културата како фактор кој што и тоа колку важен за усогласување со европските регулативи и со европските препораки за колку треба да биде буџетот за култура конкретно. Декларативните заложби за достигнување на одредени стандарди или барем конверганција на одредени европски вредности во Република Македонија се движат спротивно, односно во културата се движиме наназад, бидејќи се намалува буџетот постојано. А достигнувањето на високи вредности во овој случај не подразбира и обиди за злоупотреба на европското знаме, како што имавме оваа година со случајот на злоупотреба на европско знаме за менување на законот за заштита на културно наследство, кој за среќа навремено беше повлечен тој закон, а беше во однос на ослободување на мерките за Бехтел и Јенка. Но среќа, како што кажав, се повлече тој закон. Во 7 години не се создаде одреден мериторен механизам како ќе се квантифицираат и мерат ефектите на успешноста во реализацијата на буџетот и ефектите од спроведените политики во културата, а тоа е, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, само заради недостаток на национална стратегија во однос на културата. Тоа е исто така сериозен минус и сериозен пропуст детектиран во извештајот на Европската Унија за напредокот на Македонија, бидејќи последната национална стратегија која што беше донесена со важење од 2018 до 2022 година и кој што самата таа национална стратегија има, мислам дека околу 35% реализација, што е страшно ниска реализација, значи не е ни половина реализирана. И сега од 2022 година наваму, значи од минатата година, ние немаме соодветна национална стратегија и покрај тоа што во самиот закон за култура е предвидено дека 6 месеци пред истекот на постоечката национална стратегија треба до собранието да се достави предлог на нова национална стратегија за следниот период, што значи дека оваа влада доцни година и 6 месеци со доставување на предлог на национална стратегија. И сега кога немате национална стратегија, нормално не знаеме ни, односно не знаете во овој случај како да го организирате буџетот во култура, па затоа во буџетот во култура имаме многу интересен сооднос и поголемиот дел од буџетот оди за плати, а повторно че 7 година поред се намалува процентот за програмски активности во културата и ние затоа имаме се помала и помала реализација, затоа се сите тие нотирања од меѓународните комисии и тела и организации дека во културата има постојано пат. Значи немаме раст, туку имаме пат. Во предлогот буџет за 2024 година учеството на буџетот на Министерството за култура во вкупниот буџет е 1,34%. И од тие
1,34%, само 0,53%, значи само половина е учество на буџетот на Министерството за култура во вкупниот буџет на Република Македонија кој е наменет за програмски активности. Значи само 0,53% имаме за програмски активности. И како, почитувани, очекувате вие институциите во културата да работат? Не може да се постави една представа, особено од представа како што е од авторот Венко Андоновски, кој што се секогаш капитални представи, капитални дела, значи тоа сме го имале во минатото, не може една ваква представа да добие само 800.000 денари за реализација. А со ова намалување на програмските средства, јас претпоставувам дека за следната година тие средства ќе бидат уште помали. И сега ние како очекуваме да имаме капитални проекти во културата, да имаме на репертоар театарски представи, концерти, опери, балети од македонски автори. Ја слушам министерката постојано се жали дека нема македонски, дека не конкурираат македонските автори. И ние постојано исто така забележуваме дека нема македонска култура, дека нема македонски автори. Кога се вреднуваат, авторите се вреднуваат ужасно. Значи, се враќаме можеби 20 години наназад, тогаш беа вака вреднувани авторите, па имаше еден убав период кога се подигна критериумот, кога на драмските писатели, на композиторите им беше мерак да напишат композиција, да напишат представа, бидејќи беа соодветно вреднувани, и сега го немаме тоа. Зошто? Бидејќи програмските средства се намалени. Зошто се програмските средства намалени? Последователно и логично, затоа што, за среќа, културните работници успеа да потпишат многу солиден колективен договор, со кој што се ги покачија платите. И сега, за да се постигнат платите, кои што по колективниот договор им припаѓаат на културните работници, што прави оваа влада? Крати од програмски средства. И тоа не е во ред. Така застанува културата. Културните работници, да, имаат солидни плати, пристојни да кажам, но нив тоа не ги мотивира доволно, бидејќи немаат програма. Немаат програма. Ако го видиме глобално буџетот за култура, интересно, еве, например, што паѓа во очи е намалувањето од 12% на Агенцијата за филм. Таму веќе имаме страшни проблеми во таа Агенција за филм. Предпоставувам, можеби вие немате веќе доверба како влада да давате пари на Агенција за филм после година и пол скандали, а па премиерот се уште не е убеден дека треба да го разреши веде директорот на Агенцијата за филм. Но еве, вие видите во буџетот, вие сте ја покажале таа недоверба, значи само треба да се разреши тој директор, бидејќи го намалувате буџетот на таа институција. Значи, вие немате доверба дека тие пари ќе се потрошат како што треба, бидејќи директорот не чин. Но каде имаме зголемување? Имаме 33% зголемување во театар и библиотека во Тетово. И секоја година во театар и библиотека Тетово имаме зголемување на буџетот, но 7 години таа институција се уште не профункционирала. Се уште не сме виделе ниту една представа на тој театар во Тетово. Но пари секоја година се истураат таму и театарот се уште не е завршен. Библиотеката во Тетово се премести во помали простори. Гледаме сега нешто, министерката се обидува да ја релативизира целата таа ситуација, дека се преместува од поголеми соодветни во помали несоодветни простори библиотеката. Но не знам, тоа е, повторно ќе кажам, од немање стратегија, никаква стратегија за што ќе правите вие со буџетот, односно со културата. Сега тука сакам да споредам дека во 2010 година, например, учеството на Министерството за култура во вкупниот буџет на Република Македонија бил 2,24%. Во 2011 година 2,14%, односно се до 2017 година буџетот за култура се држи над 2% од вкупниот буџет. Од 2017 година наваму паѓа. Под 2, под 1,5, че сега е веќе под 1,5. Не, ова јас не го измислувам, нити го кажувам, не знам, за да ве навредам. Ова е само едноставно факт кој што го детектира Европската унија, која што самата во извештајот кажува дека од 2017
2017 година се намалува секоја година се повеќе и повеќе буџетот за култура. Не можам да сватам зошто не се повторно не се планирани средства за покачување на платите во за службениците во Министерството за култура, во Управата за заштита на културното наследство и во Агенцијата за филм. Тоа е една навистина многу голема небулоза. Многу голема небулоза да луѓе, правници во Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство и Агенцијата за филм зимаат скоро дупло помала плата од правниците кои што работат во културните институции. А внимавајте, тие правници или благајници или сите оние служби, целата служба која што работи во Министерството за култура ги обслужува сите културни институции. Меѓутоа тие зимаат дупло помала плата од вработените во администрацијата во културните институции. Тука нема логика. Искрено нема логика. Но и оваа година не се предвидени средства за покачување на платите во администрацијата на овие три институции кои што се моторот на целата култура во државата. Без нив не може ништо, ама буквално ништо да се направи. Буџетот за култура и заштита на културно наследство во споредба со вкупниот буџет на Република Македонија во периодот кога владата беше предводена од ВМРО ДПМН ги следеше европските норми и практики во процентуалната застапеност и затоа било постојано над 2% од вкупниот буџет, но сега со оваа влада се намалува постојано и тоа се намалува постојано и буџетот за заштитата на културното наследство, па каде имаме намалување од минус 16,67% во заштита, односно во делот на културно наследство во опасност. Почнаа некои така тук-таму да кажам проблесоци на интерес на заштитата на културното наследство во опасност, како што е манастирот во Курбиново. Колку што имам сознание, тоа сепак е направено со некои меѓународни фондови, со меѓународна помош и се гледа дека е тоа, дека се работи со меѓународна помош. Меѓутоа, другото, а тоа што неколку пати го потенцирам и јас и дури пратеничко прашање имам поставено, е што се случува со манастирот во Матејче, каде што се уште, а гледам и со ова намалување предпоставам дека ќе биде така, дека се уште нема обезбедена чуварска служба, па таму кој што сака си прави, а пред, мислам дека беше 2 години, дури кровот се украде од црквата. Замислете која е грижата за културното наследство во опасност. И морам да пофалам дека Министерката за култура има добар пиар, бидејќи постојано ја гледаме како некаде објавува дека се прави ова, се прави она. Многу интересно што сите тие низини објави, особено за вложувањето на културата на локално ниво, се случуваат во општини каде што градоначалници се кандидатите, значи градоначалници се членови на СДСМ, односно тоа се градоначалници на СДСМ, па само тамо ги промовира тие проекти. Навистина интересно, зошто не испромовира проект, например, во некоја општина каде што градоначалник е од ВМРО ДПМН, но можеби ќе се случи и тоа. Да се надеваме дека ќе се случи и тоа. Значи, културата генерално, повторно вие, на крајот на свирчето, и веќе се изразам преку еден културен предмет како што е свирче, не ве интересира, бидејќи нема стратегија, значи дури и да има некаква логика во буџетот, а нема, но со тоа што нема стратегија донесено и нема ни намера да се донесе таа национална стратегија за културата, практично овој буџет повторно е хаотичен, ке се дадат пари на плата, а од тие 0,45% што ќе останат за програмски активности, ќе се подели нешто, ќе видиме што, каде и како ќе отиде, но тоа повторно нема да биде доволно за да се реализира, за да сите, било која институција од областта на културата целосно ја реализира својата програма. Затоа што ако знаете како функционира една институција за култура, ќе знаете дека културата е скапа работа, особено националната култура е скапа работа. За национална култура, за создавање на национални капитални дела, за грижа за националната култура треба пари. Но кога парите се разфрлаат, па се дава таму малце, ваму малце, на некои проекти кои што немаат никаква врска со национална култура,
Значи имаат проекти кои што се од јавен интерес. Државата не треба да има одговорност да финансира целосно проекти од јавен интерес во културата. Државата има обврска да финансира целосно проекти од национален интерес во културата. Но тоа не го гледаме. И кога ќе се дадат, еве како што ви кажав, пример за една театарска представа, толку малку средства, таа не може да се реализира како што треба. И така се губи на квалитет. И затоа во изминативе 7 години од тоа парцијално, од тоа непланско, без никаква стратегија финансирање во културата, ние добиваме ваква слика во која што ниту една институција од областа на културата не е задоволна. Вие можете да ги прашате и директорите, и тие ќе ви кажат дека им се малку пари. Не може Танец да добие иста ставка како никој друг ансамбл. Танец е еден. И не може на Танец да не му се доделуваат средства за презентација на македонскиот фолклор и македонската традиција во странство. А при странство, јас не го рачунам, извинете колеги, Западен Балкан. Тоа не е странство. Танец на времето не се прибираше во Македонија. А сега Танец држи концерти по села. Зашто? Затоа што не сте дале доволно пари. Не дека не сакаат директорите да работат, сакаат да работат, ама немаат со што да работат. И ова е целиот тој хаос во културата кој што се создава само заради вакво непланско финансирање. Накратко ќе спомнам само за Министерството за животна средина. Ние дадовме доста амандмани во областа на животната средина. Тие амандмани се дадени во соработка со невладиниот сектор, со оние кои што навистина се грижат за животната средина, но еве само ќе кажам дека според овој буџет, оваа влада не ја интересира аерозагадувањево, бидејќи таа ставка е намалена, меѓутоа е зголемена ставката 425, односно зголемено 86 милиони за договорни услуги, односно за купување на мебел. За купување на мебел. Страшно е состојбата со животната средина. Денеска сме втор град по загадување во Европа, официјално. Втор град. Не се диша надвор. И ние повторно имаме намалена ставка во буџетот за 24 година за аерозагадувањето. Па јас не знам што мислиме ние. Од зелена влада, од ДУИ која што беше, нели, се брендираше како зелена партија, зелен развој ставка нема, значи од пред 2 години таа програма се изгуби. Ветувавте дека ќе дадете, ќе се обезбеди, ќе се отвори зелен фонд, но и тоа го нема, и фонд за животна средина не гледаме веќе 2 година, 3 година поред во буџетот. И како да ви веруваат граѓаните дека вие се грижите за животната средина? Вие воопшто не се грижите за животната средина со ваков буџет за животна средина. И на крај само ќе спомнам за високото образование и наука. Многу е интересен фактот дека има покачување во ставката високо образование, но тоа покачување се однесува на плати, а од друга страна има кратење за комунални услуги. И јас не знам навистина факултетите како ќе си платат сметките како ќе ги платат за вода, струја, грејење, интернет и сето она што треба да се плати, што спаѓа во ставката комунални услуги, кога таму има сериозно намалување, а качани се платите. Значи само се префрлило од едно во друго. На крај излега ќе треба универзитетските професори од покачените плати да партиципираат за да се плаќа струја на факултетите. Таму има и лаборатории, има многу поголеми трошоци, особено во комунални услуги. А за наука, јас не знам навистина што да кажам. Од вашето ветување во 2020, кога дојдовте на власт и кога рековте дека буџетот за наука во првите години ќе оди над 1% од вкупниот буџет, буџетот за наука се намалува, минатата година беше 0,02% ставката за наука, оваа година е повторно 0 е првата бројка, 0,01. Не знам, ве слушав, зборите за образование, се фалите дека не знам се направило во образованието нешто, но дали сте свесни дека без наука нема образование, без наука нема учебници, без наука нема технолошки иновации?
А во наука буџетот се крати од 2007, значи точно од доаѓањето на власт на СДСМ и ДУИ во оваа држава. За жал, сакав да завршам културно, ама не можам да завршам културно, бидејќи култура со вакви пари, со ваков буџет, нема да има во државата. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.